да се докаже дека од А повлекува Б, С повлекува Б, Д повлекува А или С и Д следува заклучокот Б. Во ова видео ќе дадеме директен и индиректен доказ на даденото тврдење. Повторувам, директен доказ е доказ во кој што тргнуваме од предпоставките со некаква дедукција треба да стасаме до заклучокот. Ги пишувам паро предпоставките. Предпоставките ми се А повлекува Б, тоа ми е предпоставката 1. Втората предпоставка ми е С повлекува Б. Третата предпоставка ми е Д повлекува А или С. Четвртата предпоставка ми е Д. Повторувам, кога користите директен доказ треба да тргнете од предпоставките, да стасате до заклучокот со некаква дедукција тука. Ајде да видиме што имаме. Најпрво, А повлекува Б, ќе го заменам како не А или Б. Закон за замена на импликација. Искористив тука на 1. Закон за замена на импликација на 1. Па, А повлекува Б е еквивалентно на не А или Б. Исто така правиме и закон за замена на импликација и на 2. Се добива не С или Б. Закон за замена на импликација на 2. Понатаму, забележувате, имаме Д повлекува А или С и Д. Од ова следи А или С. Кој закон или кој е правило на заклучување тука може да го искористиме, односно го искористиме. Модус поненс на 3 и 4 за възможност малце на повеќе на минатите вежби. Продолжуваме понатака. Сега, гледате, тука и нема шо друго да се искористи. Ајде да пробаме ова А или С да го запишеме на поинаков начин, користејќи закон за замена на импликација. Ајде да видиме што е некакво А или С. А можам да го запишем како негација на негација од А или С. Ова вака, по законот за замена на импликација е не А повлекува С. Ко направиме? Ајде од овде да тргнеме по законот на замена на импликација, добиваме негација на негацијата на А или С, односно ова го добиваме. Това може и директно да видите, но уште еднаш да го објасним. 8. По законот за замена на импликација, на обратна насока, некако што направиме во 5 и 6, ако го примениме тука, се добива не А повлекува Б. Ова е еквивалентно на ова, на С. Се изима. Закон за замена на импликација на С. Што може понатака да направите? Имаме неа повлекува С и С повлекува Б. Повторувам, неа повлекува С и С повлекува Б. Што и може тука да искористите? Може да се искористи хипотетички силогизам. Имаме неа повлекува С и С повлекува Б. Следи неа повлекува Б. Хипотетички силогизам на... Ајде прво, ова ќе оставам и 2, 8 и 2. Не видам да го сликам. Продолжуваме понатака. По законот за замена на импликација, ова може да се запише како негација на не А, тоа би било А или Б. Закон за замена на импликација на 9. Ајде да видиме што има. Ајде да ги разгледаме овие две тука. 5 и 10 да ги загледаме имаме. Да ги разгледаме. Имаме не А или Б и А или Б. Имаме
или каде што еден од операндите ни е Б. Ајде, најпрво ќе направам конјукција на овие две. Имаме не А или Б, конјукција и А или Б. Што важи не А или Б и истовремено важи А или Б, тогаш мора да важи не А или Б и А или Б. Конјукција на 5 и 10. Слично како и на минатата видео, дали може тука да примениме дистрибутивен закон. Што може да се изведи? Што е заедничко? Кај овие? Б, забележувате. И тука имаме Б. И тука имаме Б. 12 по 12. Рековме Б или Б, тука ќе го ставам. Имам не А и А. Дистрибутивен закон на 11. Ајде да видиме да ги екваме. Не А или Б, ево тој идам, и А или Б. Знаеме сите дека не А и А е какв? Е неточно. Имаме тука неточно или Б. Понатака што имаме? Ова следи од 12. Нете или Б е исполнето. Неточно или Б е исполнето. Закон за нула или за идентитет. Нете или Б што дава? Што бе точно нете или Б? Што мора да е точно тука? Мора да е точно Б. Од 13. Уште еднаш. Тргнавме од предпоставките, стасавме до заклучокот. Заклучокот ни е Б. Ајде сега да видиме истото тоа да го докажеме со индиректен доказ. Во вториот дел од ова видео ќе го докажеме истото тврдење, но сега ќе искористиме индиректен доказ, односно доказ со контрадикција. Знаеме дека се исполнети предпоставките. Првата предпоставка ни е А повлекува Б, втората предпоставка ни е С повлекува Б, третата предпоставка ни е Д повлекува А или С и четвртата предпоставка ни е Д. Знаеме дека овие се точни, односно се предпоставки кои што се исполнети. Предпоставуваме дека и заклучокот е точен. Предпоставуваме дека истовремено и заклучокот е точен. Во вториот чекор, кај доказите со контрадикција, предпоставуваме дека освен предпоставките кои што земаме дека се точни, истовремено и негираниот заклучок е точен. Предпоставуваме дека важи и не Б. Повторувам. Ова е P4, ова е негиран заклучок. Предпоставките се исполнети и истовремено е исполнет и негираниот заклучок, односно заклучокот со други зборови не е исполнет. Ќе покажеме дека ваквата предпоставка која што тука ја направивме, дека негираниот заклучок е точен, односно заклучокот не е точен со други зборови, е контрадикторна, е невозможно да се случи, односно овие предпоставки тука кои што ги поставивме заедно со негираниот заклучок
заедно со неграниот заклучок ќе ни доведат до некаква контрадикција. Со други зборови, не може истовремено да бидат точни предпоставките, а заклучокот да не важи, односно и заклучокот истовремено да не важи. Од тоа ќе следи дека при такви предпоставки заклучокот мора да е исполнет, односно да важи или да е точен. Целта ми е тука да дојдам до некаква контрадикција. Уште еднаш ставам предпоставките, го негирам заклучокот, предпоставам дека и заклучокот не е исполнет и треба да стасам до некаква контрадикција. Продолжуваме со задачата, ајде да добиеме некаква контрадикција. Има А повлекува Б и не Б. Од 6, од А повлекува Б и не Б, може да се заклучи не А. Модус толens на 1 и 5. Имаме С повлекува Б и не Б. Може да се заклучи не С. Модус толens на 2 и 5. Во наредниот чекор ќе направам конјункција на 6 и 7. Зошто гледате овде вака имам А илице, конјункција на негациите, може со Деморганови да стасаме до негација на овој дел. Ајде ќе видиме како. Осо, имаме не А и не С. Конјункција на 6 и конјункција на 6 и 7. 9. Деморганови закони ќе примениме тука. Негацијата пред заграда, негација на неа ќе имаме само А и ќе се мени во или негација на не С ќе имаме само С. Деморганови закони на 8. Забележуваме се. Стасав до негација на овој дел. Имаме Д повлекува А или С и негација на А или Ч. Повторувам, Д повлекува А или С и негација на А или С. Модус толens на 3 и 9 ќе ни даде не Д, односно од 3 и 9 следи негација на Д. Модус толens на 3 и 9. Ајде да видиме што има. Според предпоставката имаме дека Д е исполнето, стасавме дека истовремено и не Д е исполнето. Дали може да се случи вакво нешто? Дали е возможно истовремено да бидат исполнети и Д и негацијата на Д? Не. Еве контрадикцијата која се добива. 11 имаме неточно, контрадикција на 4 и 10. Значи имаме контрадикција на 4 и 10. Не може истовремено и Д да биде исполнето и неговата негација да биде исполнета. Што значи тоа сега? Тргнувајќи од предпоставките, предпоставувајќи и уште дека е исполнет неграниот заклучок, со други зборови, тргнувајќи од тоа дека предпоставките се точни и истовремено заклучокот не е точен, стасав до некаква контрадикција, односно такво нешто не е возможно да се случи. Не е возможно да важат предпоставките, а да не важи заклучокот. Од тоа следи Б. Сето ова може да заклучиме дека при вакви предпоставки мора да биде исполнен заклучокот. Не е возможно, повторувам, не е возможно да бидат исполнети предпоставките, а заклучокот да не важи. Зошто? Бидејќи добивме контрадикција.